После медитеранските игри 75-та ја скокнав сега до 77-ма, дојдов да кажам дека беше европски првак и светски вице шампион. Ти учествуваше со нашата репрезентација на Олимпијадата во Монтреал 1976-та. 76-та година учествува со Шабан Сеиди, Ристо Дарлев и Киро Ристов. На таа Олимпијада имаја нашите борачи имаја шанси за добар резултат, дури за одличен резултат, меѓувремено не послужи мало среќата кога Шабан се бореше со светскиот првак Пенигин, водеше вика 2-0 на јавно помени уште во првиот круг, уште првите 5 минути, меѓувремено неколку пати беа подигано знаменцето, главниот судија не даде да ќе добиеше златен медал. Меѓувремено Сара Шабан како со четврто место освоено во својата категорија на Олимпијадата во Монтреал. Исто така Дарлев убаво се бореше, го победи светскиот првак со туш, иранецот. Киро Ристов со германецот се бореше за сребрен медал, меѓувремено Киро Ристов некако му се заплетка нонците, некако во тоа падна и изгуби 2 бода и не го свој не стигна во завршницата да се бори за медал. Да, не постигна. Значи, беа сите тука високо пласирани во првата шесторка. До медал не се стигна. Не стигна до медал. И ти остануваш во репрезентацијата, значи после Олимпијадата во Монтреал. Дали уште тогаш помислуваше кога отиде во Канада дека тоа ќе биде твојата втора земја, зашто 8 години по таа Олимпијада ти се иселуваш и одиш во Торонто? Сега да не биде фалење, додека јас не бе во Канада, канаденците нема ни еден медал од Олимпијските игри. Меѓувремено, од кога отидов јас и направија филм на лента и го дадоа по сите клубови тој филм, почна репрезентација на Канада да постига големи резултати и од Нигерија земја златен медал, и бронзен медал, што значи дека до тоа време немаја никакви медали, горе почна дали сега моја заслуга, дали може немам никаква заслуга, али ипак филмот кој го дадов даде резултати. Ја мислам дека тој филм што го дадов по клубовите, го даде, работеа по мојата. А тој филм практично беше твое дело, односно... Да, го снимаја за да може како изгледа еден боречки тренинг со зафатите, подготовките и сите тие работи? За врвни спортисти, како да постигнеш резултати. Финансираја луѓето на мој рачун, али тоа ми се чини да даде резултати. Дека од тогаш на вамо им веќе имат стално на секоја Олимпијада по некој медал зема. А каде се движеше ти до одењето во Канада после таа 76-77 кога заврши со репрезентацијата? Во Торонто бе, цело време во Торонто. Пред да одиш во Торонто, говориме за тие 5-6 години овде во Македонија, што остана? Па ја тоа се движев тренер на Скопје и 81 година на последното, мислам не на последното, него на Југословенското првенство, сите клубови од Македонија ги победивме со 18-2 и 16-4. И победиме сите клубови во Македонија, односно во Југославија. Да, на првенството. На прво место Скопје, што значи дека пат докажавме дека Скопје е најјак клуб во тоа време. Шабан Сеиди беше главниот Шабан Сеиди беше главниот борач и главниот
кој Инспиратор на младите. Иако тој беше млад. инспиратор и то даваше духот, го дигаше во екипата, доволно што се појавише Шабан, автоматски поинако се чувствува, барачите се чувствува како дека нешто има што ги подкрепува, дека нешто му дава волја, му дава инспирација, му дава енергија. Таков беше, имаше, мислам, харизма и сите сакаа да го гледаат, имаше изворедни борби. Еве го спомена Пинигин, се сеќавам на тие борби и подоцна се среќава на европски, на светски првенства. Последен момент го направи поен, а бидејќи, мислам, 2 поена пада на лактоите и стана 2-2. А меѓувремено, бидејќи тие поени важат повеќе пред да се има од јавните опомени, 2-2 заврши и победа за Пинигин. За Пинигин. Значи, за малко го испушти златниот медал. Ствари, медал, не е важно каков ќе беше златен или сребрен. Шабан беше твојот најуспешен борач, па исто имаше тешки борби покрај Пинигин, се сеќавам и во Скопје не стана светски првак 81-та со Апсаидов, 1-1 беше. А првиот поен го освои Апсаидов. Да. Шабан пред крајот на мечот изравни 1-1, меѓутоа по правилата тогаш тој што ќе освои прв поен, тој беше победник како е нерешено. Потоа се сменија правилата, што беше пологично, значи тој што ќе го освои последниот поен, значи има повеќе сили, тој беше прогласуван за победник. Точно така беше. Тие борачи покрај Шабан, мислам вака да ни кажеш за некој со какви квалитети располагал, еве на пример Добре Маринков. Да почнам од почетокот. Прв најквалитетен борач мој кој бил, тој е Симеон Шутев. Симеон Шутев од А до Ш. Значи кај никој друг тренер не тренирал освен кај мене. Трет успешен борач Бојан Ангелов. Бојан Ангелов кај мене го почна борењето. И стана тренер и селекција. Стана тренер, така да немал друг тренер кој да го тренира, само јас сум го тренирал. Потоа Мичо Цветанов, усвојувач на многу златни медали меѓународни турнири, како што е турнирот во Полска, како што е турнирот во Крџали, каде го усвои златен медал. Морам да, мислам, да се вратам назад, така да кажам дека 64-та година учествувавме во Бугарија на меѓународен турнир. И ние учествуваме со 9 борачи на турнирот. На тој турнир освоивме 4 златни медали, 2 бронзени медали. Тој турнир се уште се одржува, ми се чини, Дан Колов, познат турнир во Бугарија, да. Овој беше турнир за младици до 22 години. И на овој турнир ги усвоивме овој медали, што значи на други ден новините пишуваат љакција од југословенските борци. Ја викам не од југословенските, од штипските, зашто сите тие беа од Штип. Значи ти остануваш да си со борачите оние плодни години, почетоците 60-тите, 70-тите, одење во Сенегал, враќање овде, медитерански игри во Алжир, успех со Шабан, најмлад победник беше на боречкиот турнир, продолжуваш со Скопје, ги освојуваш екипните титули, потоа одиш во Канада, за Канада кажа, за тој филм твој, и тие работи сега ќе ги интересира нашите гледачи, од каде Ристо Таков, кој имаше афинитет за уметноста, потоа што сликарството отиде во борењето, некако не можеа да го поврзат тоа љубителите на спортот. Да кажам дека ти имаш и прекрасни уметнички дела оставено. Па имав 53 самостојни изложби во уметноста.
Инаку заврши средно уметничко училиште? Средно уметничка школа и варедно завршив Ликовна академија во Полска. Варедно. Да. Заочно го викат поляците. Значи, јас паралелно со борењето и стекањето не сум направил никаков расчекор, него едно со друго Да, паралелно ги туркаше двете работи. Се сеќам на некои твои слики по враќањето од Сенегал со тие мотиви, па некои црни убавици така насликани. Имав многу, од Сенегал донесов околу 700 скици. Од тие 700 скици ни една не остана, само една слика остана кај ќерка ми, другите сите си заминеа, значи вамо намо, кој по пријатели, кој по... Добро, присутен си во нивните домови, ќе Така, погледнат, точно ќе така. речат ова е од Ристо Таков, борачот, цртичка, уметникот. Така, фала многу. А вамо во Канада исто со сликарството? Исто така сликав, редовно сликав, посебно обрнав внимание на акварелот. Акварелот ми е број еден техника, мислам, како техника. И мислам да во акварелот да важам малку појак од разлика од другите техники. Добро, и кај мене има два акварела Акварел твои. имаш? Па сега... Па и за тие црните слики од Сенегал и таква имам. Па значи, не си ме заборавил. Од времето. И ме подсетуваат секогаш на тебе и често правиме муаве дома, што ли прави Ристо сега, а Ристо тамо живее со комплетното семејство. Имаш син и ќерка, Син, ќерка, тие тука до 50-тата Синот има година две имаат дечиња. стигнато и работаат тамо. Каде? фамилијата ми е комплетно добро запослена, мислам вработена. Синот, ќерката, внукот, се до тоа работат во северно нуклеарка, најголемата нуклеарка на Северна Америка, која е комбинација половината и канадска, половината е америчка. Важно таа е како една под Америка припаѓа. 51% има Америка има, а 49,5% има Канада, што значи под Америка припаѓа. А таа каде е лоцирана? Живеете Лоцирана е во Торонто, Канада, во близината на на Торонто? самото езеро Онтарио. Син ми тамо работи, ќерка ми работи на истата, после внукот од ќерката синот работи исто така во таа нуклеарка, на синот жената работи, така сите цела фамилија, мислам тамо... Полека од тие 49,5% канадски акции, половина. Така, да. Според тоа. А ти како го минуваш времето тамо? Јас со стикање, Организираш изложби тамо или... порано организирав Последно често, време. сега во последно време нема организирано, има 5-6 години нема ништо организирано, али до пред 5-6 години многу активен бев и многу изложби има во Со борењето вака те влече, одиш понекогаш во салите да видиш до Одам каде се стигнати одам понекогаш канаѓаните. така, гледам, поразговарам со тие борачи што ме познавале и да речеме сега станале тренери, ме распрашуваат што мислам, како мислам, што може да помогнам, како да помогнам, дали би сакал да помогнам. И така. Значи, времето убаво го минуваш во кругот на семејството, сите тамо, сите вработени на едно место. Најмногу во се, жената многу ми помага, да речеме. И во сликарството, и во борењето порано кој беше. Значи, она била многу активен партнер и многу ми помагала и во исхраната, и во секој поглед. И сега мислам ти си човек, би се чини најмеродавен, кој може да каже за моментниот тренд на македонското борење
и кои се перспективите, каде го гледаш во наредниве години македонското борење, кој во последниве години доживува, така да кажам, колапс и не ги постигнува оние резултати што ги постигнува нашите борачи во минатото. Дали може да се надмине оваа состојба и повторно да се вратиме на оние убави Да, сум борешки многу пати? размислувал за тоа и мислам дека главна причина што борењето во Македонија е доста пропаднато, не доста, него скроз е пропаднато по моје мислење, бидејќи ово што како сега што се држа турнирот, ово е само една победа на цел турнир, тоа е неверојатно катастрофа. Па, за да се подигне борењето во Македонија, ќе треба прво да се почне од да се формират лиги. Да се формират клубови, да се формират лиги и лигата меѓу себе се такмичат и да се надпреваруваат, да имат мотивација спортистите, односно борачите. А не да чекаат на 2-3 месеци некој турнир и толку. Некој турнир, па и тоа. Без рана специализација, без масовност, без лига, Нема резултат. Нема резултат. Да се држат шампионати. Во годината 3-4 шампионати се одржат под различни имиња, за да имат да се мотивират борачите, да можат да имат пред себе си некаква главна задача, за да можат Да има изборен шампионат поединечен на Македонија за сите категории. Да, после да се и организира да се види до каде сме. државно првенство се организира. Но тоа државно првенство се видат како резултатите што е направено во целата година. Без тие неколку важни моменти, како што напоменав, значи, овој масовност и рана специализација, не ќе можеме да го повратиме борењето. Добро, Ристо, еве, зборувавме, кажавме, ја раскажавме твојата историја, односно спортска автобиографија, па и нешто повеќе од тоа за случувањата Сенегал, Канада, филмот и така. Спој еден убав на спортот и уметноста кај тебе, значи во семејството исто така благосостојба, сите се на свој пат. Ти со жената често доаѓаш, не често, пола година овде, пола во Канада, 15 години веќе. Знаеш кај ти се корените и не бегаш тука, кај да одиш се враќаш тука, а ние секогаш се сеќаваме на тебе и кога ќе те видиме ќе речеме еј, Ристо Таков, тој е основоположникот на македонското борење и би рекол втемелувачот на нашата национална репрезентација.